Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот и доколку пред отприлика една година, значи гледано во емисијата, отприлика во периодот на ноември или декември, гостинката сигурно ќе ме преправи, но во секој случај се запознавме со Центарот за личен развој Лукс Интегра и од запознавањето со тој центар ние всушност се запознавме со многу други гранки кои што се одвиваат и кои што се наоѓаат токму во овој Центар за личен развој, кои многу помагаат во целата таа приказна наречена живот и развој на животот. Денеска веќе во ова студио, иако бевте навикнати дека сето ова го правиме во среда, поради тоа што утре имаме друго интервју, сепак среда ќе си остане како ден, но денеска така инцидентно, бидејќи требаше да одбележиме, да не ни замине датумот, од 15 септември го правиме денешното интервју со Елена Антоновска-Едизер, и ќе разговараме за се она што поминало низ изминатата година, ќе повториме некои работи кои што сме ги зборувале во, па ќе речеме во изминатата сезона, четврта, и во оваа петта сезона ќе се дозапознаеме со многу нешто, затоа што вистина има за што да се зборува. Многу често се обраќавме и на работи кои можеби не се директно врзани со некаква техника која што се наоѓа во Центарот за личен развој, но се поврзани директно со развојот на самата личност, духовно, без разлика, како и да е, спиритуално и така натаму. Елена, добар ден. Добар ден. Како си? Добро, фала ти. Како си? Да, супер. Кажи ми, Елена, во текот на изминатата четврта сезона се зафативме за многу работи. Да. Зборувавме за многу нешта, што ми паѓа на памет се бачовите светни есенци, реиките, прана за целувањето. Најдовме соодветен термин за хилинг, односно за целување. Да. Така беше? Да. Не, одлично. Зборувавме и за јогата, зборувавме и за медитацијата, и за нехипнотичка регресија. Да. Така, нехипнотичка регресија. Нехипнотичка регресија. Добро. Ме држи паметот, добро е. Не е лошо. Ти што вериш, ме држи? Па за годините. Да, со оглед на годините, Огнене те држи паметот. Многу убаво вака јавно на телевизија. Извини. Ке има можност. Има петта сезона да си вратам јас, не се секирам. Како си поминавте на роден денот? 15 септември, така? 15, да, тоа беше пред една недела. Роден денот беше преубав. Добро. Како што можеше да посведочиш дека е. Јас обично се правам на луд, дека така. Нисам одавде тоа што би се рекло помеѓу народот. Она што најмногу ни направи кејф е што навистина имаше многу луѓе кои што не почестија со нивното присуство и чие што присуство ни значеше. Ни значеше од аспект што очигледно сме оставиле некаква трага, сме биле заедно одредено време, сме направиле некои нешта заедно. За нас тоа означуваше поддршка и мотивација понатаму да продолжиме со се што продолжиме, а забавата беше, сите беа задоволни од забавата. Да, одлично, тоа е првиот коментар кој што го слушам после роден денот, дека сите биле задоволни од забавата. Сите беа задоволни од забавата. Немавме можност да се видиме после роден денот. Да. Кажи ми како сте вие задоволни од изминатата година? Значи, бидејќи една година во суштина изгледа делува многу долга, додека да се приспособите, додека да почнете да комуницирате, додека луѓе да почнат да ве дознаваат, а од друга страна е многу кратка, бидејќи не сте направиле веројатно се што сакате да направите во изминатата година, како што и ние не успеавме ни во емисија да кажеме се што имаме да кажеме. Па, знаеш како, една година е многу малку од аспект на тоа што би сакал да постигнеш, нели, од аспект на визијата, на целите наши, на Центарот за личен развој, од една страна, а и од бизнис аспект, нели, кој ќе видиш дека минимум 3 години треба да поминат за да некако се стабилизира целата приказна. Времето многу брзо поминува, така што ние оваа година во принцип не ја почувствувавме воопшто, значи прво немавме време да здивнеме, имавме многу активности, стварно работевме напорно и постигнавме резултати кои што за една година се огромни, искрено. Значи, ако ништо друго, постигнавме да луѓето не препознаваат, да можат да си означат во нивните, не знам, животи
интернет живот и приватни животи. Да. Дека Lux Integra време, постои, постои како место каде што тие можат да дојдат, да се пронајдат, да бидат своји, да си најдат така некаква занимација, ако ништо друго, хоби, нели? Постигнавме тоа да на многу луѓе оставивме добар впечаток. Имаше многу убави моменти, многу успешни моменти во индивидуалните приказни на луѓето. Имаше и не толку убави, не толку успешни, меѓутоа сето тоа е дел од животот и од работата. Можам да кажам, јас лично, мојот сопруг ме прашуваше пред известно време, односно ми викаше као се можам да кажам, али да кажам дека немаш визија, не можам. Значи, имаш визија секако и она што го правите таму во Lux Integra е навистина нешто што долгорочно допрва доаѓа кај нас и ќе биде важно и ќе биде применето. Во тој контекст мојот одговор беше, знаеш што, утре да треба нешто, да не дај Боже умрам, можам да кажам дека јас сум го исполнила лично, јас сум го исполнила тоа што сум сакала. Бидејќи на вистина сметам дека за година дена влијанието и впечатокот е оставен. Па сега се друго ни е екстра. Во делот на прашањето од сопругот ќе се надоврзам. Да. Да, предпоставувам дека беше свесна кога веќе почна да отвараш натаму теми, дека натаму ќе продолжам да прашувам. Она со кое што се занимава Lux Integra и она што го има како техники, како работилници, како нешта кои што помагаат при личниот развој, се можеби на прв печаток во општество како што е нашето, да речеме, и кое што е доста далечно од источното, од каде што најчесто и доаѓаат техниките, е можеби чудно, на моменти можеби и неприфатливо. Дали така се чувствувавте на почетокот кога почнавте и дали се поместени нештата на одсечката од А до Б, односно одсечката од една година? Математички почнав да се изразувам, нешто не е во ред. Да. Епа, вака, јас ќе почнем малку поназад, бидејќи... Јас пред А не знам што било, од А наваму знам. Од А имаше едно тамо, знаеш како оската во математика оди од минус бесконечност до плюс бесконечност. Тоа е веќе сложена математика за мене, тоа ти си знаеш, не се мешам таму. 2006 година е годината кога јас прв пат почнав да се занимавам со техники и методи кои што се невообичаени чудни. Лани официјално ја започнавме приказната за Lux Integra. Па можам да кажам дека од 2006 година до лани немаше некој колосален помак во свесноста на луѓето, иако морам да речам дека групата на луѓе која што се интересира за вакви нешта станува се поголема и поголема. Меѓутоа, споредбено со целото мнозинство, така 100% популација, која што е свесна и која што има собствен избор со што би сакала да се занимава во животот, тоа е многу мал процент. За една година свесноста е порасната, да. Методите се уште чудни и невообичаени и овде се уште непознаница. Не само источните методи, туку и западните методи со кои што ние се занимаваме. Тоа е се уште, можеш да замислиш, кога ние за коучинг не можевме назив да најдеме, тоа значи дека се уште е на нулти стадиум и е непознат и неприменет овде. Да, тоа се уште се размислувам како тоа ќе го именуваме некако или ќе го прифатиме како израз. Знам дека дури се разви дебата конкретно за терминот, но се надевам дека ќе се помогне во целата таа приказна. Извини. Не, секако. Значи... Знам дека сте отворени вие за соработка и за предлози и дека не е никаков проблем. Да, флексибилни сме, знаеме во каква ситуација се наоѓа самата тема, самите методи. Знаеме дека ќе помине можеби време додека се зацврстат, втемелат во вообичаениот секојдневниот начин на функционирање на луѓето и на општеството. Меѓутоа, јас имам една карма
секогаш да почнам од почеток и секогаш да воведувам нови, невообичаени, интересни и широки теми и методи од аспект на развојот, од аспект на луѓето, да имам некоја нова, знаеш, понапредна перспектива на гледање на работите. Тоа значи од една страна дека да, си алтернативен, си, не знам, еден чекор може би повеќе пред времето, но од друга страна тоа значи и труд, и напор, и пробивање на теренот, нели, поставување на нови граници, нови вредности, нови системи на верувања, на функционирање. Ама како и да е, мене ми е тоа предизвик, нели, чисто овновски, ако гледаме, стварно ми е предизвик. Така да така е поставена. Двајца сме во студиото, значи. Овен и Бик. Да. Добра. Така што и сите членови на Lux Integra се такви, и Lux Integra е така поставена да отвара нови видици. Тоа ни е и идејата и мислам дека така и ќе продолжиме да се однесуваме. Одлично. Јас си посакувам успех во целата таа работа. Ќе разговараме малку повеќе и за идните планови и за она што го предвидувате и ќе се навратиме наназад се она што да ги потсетиме гледачите пред да започнеме официјално со гостувањата во петтата сезона, каде што имавме некои работи кои пред да заврши четвртата и ги ги напоменавме дека ќе им се посветиме. Добро, одиме со рекламите и се враќаме во студиото. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Подгответе се за отворањето на новата концертна сезона на Македонската филхармонија со Маратон Брамс, по диригентската палка на руски предводник на новата музичка генерација, маестро Даниел Рајски. Со оркестарот ќе настапи еден од најбараните пианисти во светот денес, Алексеј Володин. Следува маратонско уживање со првиот и вториот концерт за пиано и оркестар од Јоханес Брамс, неговите волшебни дела кои ќе не остават без зборови. Маратон Брамс, 1 октомври, Дом на АРМ, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови. Најмократа заштита сега има нова свежина. 8 нови билки со докажани својства. Жалфија со регенеративно дејство. Еукалиптус се справува со микробите. Лутонане за дополнителна свежина по жекањето на зъбите. Добро познатата Лакалут Актив формула доби 8 нови активни состојки, кои докажано го подобрува држанието за здрава насветка. Lakalut, die Experten. Назад во студиото, во денешното издание на 24 за животот, разговараме заедно со Елена Антоновска-Едизер од Центарот за личен развој Lux Integra, со која што се посетивме малку повеќе на она што се нарекува една година од постоењето на Центарот, но и настрана дополнително за она што ќе се прави понатаму, ќе биде дел од вториот дел на емисијата. Да, ќе почнам да се повторувам дел, затоа ќе ја препуштам на Елена, бидејќи таа веќе си е домакинка. Мислам дека домакинка во студиово. За другото ќе видиме. Морав да вратам. Може би веројатно Елена може ќе биде првата и единствена која што во некоја дадена емисија веројатно во оваа сезона ќе си ги смениме местата. Јас црвеново столче никому го немам дадено на црвеното. Никому го немам дадено во изминативе 4 години, ама може ќе те ставам водителка, па јас ќе седнам од таму. Тоа би сакала да видам како ќе изгледа. Да, и ти си права. Да, во право си. Иако обично кај ни во Центарот така е. Обратна е приказната. Ништо она. Да. Елена, во
изминатата година се здобивте со многу пријатели. Истовремено правевте и настани постојано отворени за јавност. Да. Колку од тие настани реално се, да речеме, одржливи, односно која е темата која што најмногу ги привлекува луѓето? Бидејќи опфаќавте многу теми, многу аспекти, многу страни, тренинзи, исто имавте курсеви и слични работи. Што е она што луѓето најмногу ги... Што е она што е одржливо како работилници или како настан? Да, последна Во мода година... е денес да имате одржливи работи. Како израз. Да, разбирам. Последна година, вистина, стварно, се филтрираат нештата кои што сами по себе некако си течат. Нели секојаш имаш 20% нешта кои си течат и немаш никаков напор, а 80% од нештата не си течат, па треба да ги туркаш. Во тие 20% да речеме влегува реики како една од наједноставните, најприменливите методи кои луѓето ја прифаќаат, нели, за енергетски и духовен развој. Од друга страна, предавања кои што беа на тема, на пример, его, стрес, љубовен живот и така натаму, значи теми кои што реално ги да кажам, ги мачат луѓето и кои што им представуваат непријатност, кај што не можат да се снајдат и така натаму. Дури можам да кажам дека парите како тема не ги чачкаат толку како љубовниот живот или како стресот, како менаџирање на стресот, што е многу интересно. Од друга страна, регресија исто така беше една од темите која што беше многу застапена и се уште е застапена и актуелна, бидејќи стануваат свесни луѓето дека она што сме сега е последица на нашето минато, на нашите минати одлуки, избори, живот, така убедувања, ставови и емоции. Така што во потрага по тоа, по начинот на кој што би си го објасниле, кој што би си објасниле моменталната состојба, регресијата им се виде како многу интересна, како многу интересен и прикажлив начин, метафоричен начин да си ги објаснат нештата. Што уште беше многу застапено? Беше застапено бачови цветни есенции, бидејќи капките на вистина се одлични и делуваат на емоционалната состојба, па она што го добивавме како фидбек од капките беше дека луѓето се смируваат, им се намалуваат симптомите на состојбите со кои што се соочуваат, психолошките состојби, и постигнуваат поголемо ниво на јасност и емоционална стабилност, што од друга страна пак им помага да ги разрешат и останатите нешта во животот. Така да тоа е тоа, иако тоа е повеќе од 20%, ама добро. Сега сконтав. Добро е, важно, ама не, добро е што си правиш вака себе рефлексија, вака се слушаш во на што го зборуваш, што е многу важно. Да. Да. Кажи ми, ајде да одиме малку со подсетувања. Капките мислам дека не мора да подсетуваме, бидејќи еве и сега испомена дел што се однесува на тоа. За реиките, бидејќи ги спомна први. Да. Може за нив да ги подсетиме гледачите. Што се реики, зошто се, од каде доаѓаат? Реики е првенствено перцепирана како енергетска практика. Јас постојано во множина им се обраќам на реиките, ти постојано во еднина. Добро, што е реики? Да. Енергетска практика, иако е практика за личен развој. Бидејќи во основа на реики се вклучува како ние сами да си помогнеме да ја канализираме енергијата и да превентивно да делуваме на физичкото тело и на нашата емоционална и ментална состојба од една страна, а од друга страна, значи во случаеви кога имаме некакви непријатности, тешкоти во животот, вклучувајќи ги тие три нивоа, да си помогнеме и да постигнеме повторно баланс и хармонија во функционирањето, но и во негова основа се и принципите на реики кои што всушност ве учат како да живеете во сегашниот момент и како да функционирате секој ден без да се лутите, без да се грижите,
Како да се работувате честно, да имате благодарност кон се што постои и да ги почитувате сите живи битија, што всушност се животни правила, ајде да речеме на некој начин. Јас сум многу среќна, ние овој викенд го имавме за прв пат Рейки 2, Рейки ниво 2, и тоа беше една солидна група во однос на тоа дека барем само 6 месеци наназад ги практикуваме рейки курсевите, кои се на ниво 1, почетнички курсеви. Тоа значи дека навистина луѓето ја прифаќаат оваа метода како едноставен и за нив, да речеме, доволен начин да си помогнат самите себе си, без да бараат помош од некој друг, вклучувајќи на тука и нас. Што е и целата идеја на личниот развој, секој да си најде свој начин како да се насочи во животот и како животот да си го тера по негов трк. Нели? Многу е убава како метода, навистина многу суптилна, многу нежна, но тоа не ја намалува незината моќ. Рейки енергијата е таа која што е секаде присутна, свесноста е дека ние сите ја имаме, сите ја перцепираме, сите ја користиме, само тоа треба да го свестиме. Одлично. Во делот со реиките, значи дека со оглед на тренинзите и курсевите кои што ги држите, дека ние наскоро ќе имаме проширување на бројката на реики луѓе кои што се занимаваат со тоа. Понатаму споменавме околу нехипнотичката регресија, тоа веќе ти подспомна во делот со објаснувањата и стобачовите цветни есенци, да се навратиме малце на праната. Може. Која што, ако добро се сеќавам, исто ја опишуваш како нежна. И кога ми зборуваш искрено за праната, за прана за целувањето, си замислувам вака дека ми зборуваш за некоја толку прекрасна личност. Мислам, ова настрана шегата, колку и да звучи можеби шеговино, не е така кажувано. Вака во полјана, со убаво сонце, значи, не знам, пейзаж прекрасен, како некој трчанист. Така ја замислувам праната како личност. Да. И во принципи така и е. Јас за целувањето со прана многу го сакам. Од една проста причина што прво е мојата прва техника со која што јас почнам да се занимавам, а второ за целувањето со прана, вака, метафората е, имате виножито и вие се наоѓате во виножитото и ги користите боите на виножитото за да промените нешто во сопствениот живот, во природата, во луѓето, во себе си, во се она што ве обкружува. Практично како да не мора да поминете под виножитото за да нешто се промени, туку вие сте самото виножито и само го селектирате и го земате она што ви е потребно. Моите студенти, кога ме гледаат како работам и како им предавам за целување со прана, викаат дека тоа е како балет некој да игра, значи толку едно сензибилно некој полјана трчање, некој балет. Исто така, да. Значи, движења кои што вие можете да ги препознаете и секаде околу вас и кои што ние ги правиме, всушност, меѓутоа не сме свесни за тоа. Таа делува директно на енергетското тело, на нашиот енергетски систем, и заради тоа е и побрза и подинамична од рейки, така, и како метода на еволуција, на развивање на самиот практичар е многу брза. Таа изискува од практичарот навистина одговорност и навистина работа на себе, така што практичарот за целувањето со прана е за 6 месеци далеку понапред од било кој практичар со рейки. Бидејќи вклучени се во неа и медитација, и чистење, и енергизирање, и разни други физички активности. Значи, комплетен еден систем е направен за да ние се развиваме што побрзо и е разбирливо, бидејќи е направена за западните луѓе кои немаат многу време од една страна, а од друга страна темпото и динамиката на времето во кое што живееме
изискува многу брзо прилагодување, многу брза промена на луѓето, така да зацелувањето со прана е стварно буст, знаеш, она ворп тројка, Да. така во термини на енергијата. Одлично. Одлично. Што се вашите планови за вторава година? Од прилика не мора се да откриваме, имаме доста разборување понатаму. Нашите планови се прво да продолжиме со барем истиот интензитет на активности, што значи дека индивидуалните и групните сесии ќе се одвиваат по ист интензитет. Ќе одржуваме предавања, си течат, нели, во децата од нашата улица, тоа е тековно, секој вторник. За тие што не знаат, станува збор за кафуле, на поранешна улица Ленинова, сега Минта трети. Така е. Да не помислат дека за децата од нашата улица зборуваме. Там точно имаш право. Медитации ќе имаме редовно секоја недела. Секој месец одржуваат курсеви за рейки, праник, хилинг и така натаму. Ќе почнеме со нови циклуси работилници за медитација, за енергетското тело. На крајот од октомври ќе имаме тренинг во соработка со ЦЕФЕ и Европска банка за обнова и развој за жените лидери. Тоа ќе биде интересно за сите жени предприемачи и сите оние кои се наоѓаат во менаџерска или лидерска улога, повторно жени. И она што нема да им го... Да си одам, ако не пренеси им на гледачите. Не, без тебе што правим. Да прашам јас. Да. И во ноември ќе се одржи конференција за личен развој, но за тоа ќе зборуваме друг пат. Прв пат слушам сега и јас. Да. И многу ми е жал ти нема да бидеш тука. Значи тоа гледачите се уште не го знаат. И ова не го знаат и тоа не го знаат. Да. Во ноември кога? 7 и 8 ноември. Те мразам. Така да... Преку наочари не можеш да видиш вака колку сум сега во моментот лут. И Со Т. многу тешко ми падна, да, тоа што нема да се тука, ама добро. И тоа ќе биде еден многу убав настан. Покрај сите настани што ќе се одржуваат овде, ќе имаме нови екстерни предавачи. Сега ни доаѓа еден словенец. Во ноември ќе ни дојдат срби. И така натаму. Добро, тие не се толку екстерни, ама добро. Да, тие не се толку екстерни, да, ама Од комшии. од комшии. Во една емисија зборувавме баш на тема која што произлезе впрочем и од, па не знам дали беше тоа конференција или беше настан. Со наслов Слободата доаѓа однатре. Да. Која што мислам дека вака прво како слоган кој што произлезе од центарот од кај вас, произнесе и доста вака големо внимание. Дали сето ова што впрочем го правите, си доаѓа токму од потребата слободата да доаѓа однатре и планирате во тој дух да продолжите? Мислам дека реално треба и за слогани да си го земите вака Lux Integra и долу. Или може би сте размислувале, па сега нешто кажувам што не треба. Не, окей, скроз е у контекст на маветот. Слободата доаѓа однатре беше настан, нели, што се одржуваше на Саем, и тоа беше исклучиво наш, нели, настан. Конференцијата во ноември ќе продолжи со истиот дух и така исто ќе се вика. Зошто? Јас цврсто верувам и дека секој човек, како што зборувавме, е роден слободен и дека ова сето и многу други нешта и многу други луѓе ти, нели, и сите оние што се занимаваат со работа која е поврзана со јавниот живот, со масата на луѓе, со човештвото, со општеството, веруваат дека луѓето се родени слободни и дека имаме природно дадено право да бидеме слободни во изразувањето, во размислувањето, во емоциите, во делувањето. Значи, и сето тоа да води кон едно подобро утре, кон подобри луѓе, кон подобро општество, кон подобро човештво.
и кон подигнување на свесноста, со тоа и вибрацијата, нели? Одлично. Свативме дека маиците, слоганот, активностите, сите по тоа име, има огромна реакција. Значи, луѓето, верувај, ни бараа маици и ден денес ни бараат маици, сакаат да ги носат. Што прв пат ми се случува за мене, маица со слоган беше, ајде те молам, значи, дај. Ај добро. Ај добро. За чистење по дома. Да, искрено. Меѓутоа, ова остави такво влијание, таков печат, што рековме, окей, сега тоа ќе го прошириме, нека нема да сме само ние, че тука ќе има и други луѓе со други методи и техники, ќе ги обединиме сите, што беше идејата за создавање на Lux Integra. Одлично. Че мојата идеја за создавање на Lux Integra беше да ги обединиме сите, можеби не сега, сите луѓе што се занимаваат со вакви нешта, за унапредување, усовршување и подигање на свесноста и вибрацијата, да работиме заедно и тоа да има огромен импакт. Че таков каков што треба да има. Така да имаш право, да, слоганот можеби треба да си го земеме. Да, и да си го заштитите. И да си го заштитиме и сметаме дека така и ќе тераме. Че мислам дека од слободата нема ништо поважно. Тоа да. Јас тоа не мислам, јас во тоа сум сигурен. Сигурна сум. Елена, ти благодарам за денешното интервју, за навраќањето на назад и за она што следува во блиска иднина. Ке се дружиме ние со гледачите, бидејќи така им ветивме и кон крајот на четврта сезона. Сега сме 22 септември, 30 му доаѓа следната среда. Значи некаде првата седмица од октомври ќе се видиме и да си тргнеме официјално со темите. Фала ти. Ви посакувам успех, честит роден ден. Фала. И да сте живи и здрави. И ти исто и фала ти за целата поддршка. Нема никаков проблем. Тоа гледачите си бараат, јас немам врска со тоа. Да. Јас, како реков на почетокот, не само одавде. Ништо не знам. Не, јас ништо не знам. Елена, ти благодарам. Ке се видиме. Да. Почитувани гледачи, Елена Антоновска Едизер од Центарот за личен развој Lux Integra, со која што ве запознаваме преку неа со многу работи кои што се наоѓаат и со техники, начини за кои што човек сам себе си може да си доведе до ситуација да биде многу послободен од она што ни се нуди реално во денешницата. Многу начини има кои што ни ја затвораат слободата, но ако продолжам да зборувам во име на тоа, мислам дека нема да видите ни вести ни ништо. Затоа ќе престанам тука и ќе оставам сето тоа во оваа петта сезона да разговараме многу повеќе за сите нешта. Ви благодарам за вниманието, се гледаме за час и 20 на минути повторно. Пријатно.